Добро вечер, јас сум Лијана Митрова, а вие го следите централниот дневник на КТВ телевизија. Во продолжение настаните од денот. Општина Кавадарци е домаќин на регионалниот форум на Вардарскиот плански регион, посветен на одржливото управување со биоотпадот. Настанот се организира во рамки на проектот Нула биоотпад, системски промени во партнерството со граѓаните, поддржан од програмата Цивика Мобилитас на владата на Швајцарија. На форумот беше презентирано базичното истражување за управување со биоотпадот, кое нуди анализи и предлог модели за поефикасно справување со овој вид на отпад. Заедно со Сдруженијето на собственици на приватни шуми во партнерство го работиме проектот Нула биоотпад, структурни промени во партнерство со граѓаните. Овој проект е во рамките на Цивика програмата, која што е финансирана преку швајцарската влада, а ја спроведува Македонскиот центар за меѓународна соработка. После овие општи воведни напомени, сакам само да кажам дека е ова пионерски проект, кој што излегува од канцеларија и на терен се обидуваме со нашите експерти да утврдиме кои се состојбите со управување со биоотпадот и кој е потенцијалот на биоотпадот да го искористиме како ресурс, наместо да завршува на депонии и да се пали во шумите и во полињата и да го загадува и воздухот и целосно животната средина. Како сектор за Европска Унија при Министерството за животна средина и просторно планирање, активно работиме на координација на процесот на усогласување на националното законодавство со правото на Европската Унија и јакнење на институционалните капацитети за спроведување на европските стандарди во областа на животна средина. Во таа насока, управувањето со отпадот и преминот кон циркуларна економија представуваат едни од клучните приоритети во процесот на европската интеграција. Убедена сум дека денешниот настан ќе понуди корисни сознанија за можностите за повторна употреба и преработка на овој специфичен тек на отпад со цел доследна примена на хиерархијата на управување со отпадот. И верувам дека предложените решенија денес ќе придонесат кон воспоставување на одржлив и системски пристап за управување со биоотпад, имајќи предвид дека успешната интеграција во европската и глобалната економија подразбира и одговорно управување со отпадот. Истовремено тоа представува важен чекор кон намалување на притисокот врз животната средина и поефикасно искористување на расположливите ресурси. Ние луѓето често пати гледаме на отпадот, на биоотпадот конкретно, затоа што и многу мириса како на еден огромен проблем и не толку гламурозен предизвик кој што треба да го решава. Но всушност токму овој биоотпадот крие во себе огромен потенцијал енергетски пред се, меѓутоа и за валоризација и креирање на други производи кои што може да ги искористиме во другите индустрии и да добиеме вредност наместо проблем како што имаме сега. Податоците до кои што ќе дојдеме, до кои што ќе ги презентираме на денешната, како да кажам, презентација, за мене лично се фасцинантни. Не очекував толкави бројки, не очекував негативно, меѓутоа не очекував толкави бројки позитивни во врска со населението и неговите навики. Ќе почнеме со пилот анкетата во Кавадарци, оваа општина. Зошто е одбрано Кавадарци како пилот општина за регионот? Затоа што во себе ги има токму оние специфики кои што се адекватни за целиот регион. Конкретно зборуваме за винарскиот сектор, комињето, малите фарми, малите винари и така натаму слично. Како што веќе кажав, податоците до кои што дојдовме се навистина фасцинантни. Во анкетата беа опфатени 49 правни субјекти, меѓутоа беше анкетирано од 7 сектори различни, меѓутоа беше анкетирано и јавното комунално претпријатие со цел да имаме представа со што тие располагаат, зашто се волни да искочат од пресрт и слично. Секако се дојдовме до сознанието дека го потврдивме всушност сознанието дека во регионот е доминантен лозарско-винарскиот сектор. И оно што е фантастичен податок за регионот, од 11 анкетирани винари, сите 11 го двојат биоотпадот, односно комињата. Значи, ниедна не го фрла, ниту го отстранува на начин на кој што тоа не е добро. Меѓутоа, имаме еден друг податок. Од угостителите, кои што сме ги анкетирале дури 19, само еден одвојува и селектира. Ова ни направи да се прашаме зошто е тоа така, да обрнеме малку повеќе внимание на
потребите и на луѓето кои што го создаваат биоотпадот и на кој начин ние би ги охрабриле или да се приклучат повеќе, затоа што 1 во 19 реално е премногу мала бројка, така. Им поставивме прашања, ги анкетиравме и додавме до еден друг изненадувачки податок. Дури 75,5% од сите анкетирани по 7 сектори и индустрии се спремни да го одвојат својот биоотпад. Сметаат дека ако им се намали комуналната такса, ќе имаат уште поголем поттик за да го прават тоа. Но исто така главен трошок и главна бариера за зошто не би го направиле тоа е големата почетна инвестиција за они сами да си го третираат отпад. Значи, што е целта? Што е заклучокот? Дека недостасува инфраструктура. Односно, овие 19 угостители може би не би двојало само еден, би двојали и повеќе, меѓутоа немаат прво инфраструктура, не им се собира доволно, немаат канти, немаат посебни канти за влажен ток, за зелен ток и едноставно тоа на крајот останува неискористен и неостварен потенцијал и биоотпадот повторно завршува таму каде што не сакаме да заврши. Сега, сите овие податоци кои што ги собравме во оваа анкета во Кавадарци на овие 49 субјекти, во буквално сите сектори, од пекари до големи гигантски винари, ги земаме во предвид и врз нив со екстраполација и користење на биорел индексот, истите информации ги пресликуваме на регионот. Податоците со цел да добиеме слика за навиките на локално ниво, меѓутоа и колкав е потенцијалот кој што постои во целиот регион. Дури 75% од овој биоотпад се креира на оската Кавадарци Вегас. Сега ова ни кажува дека поголемиот дел од биоотпадот се создава во урбаните средини, меѓутоа што ни кажува и на нешто друго. Позитивно. Дека всушност имаме многу мал дел кој што треба да се покрие со транспорт, со инфраструктура, за да стане реален некаков си третман на биоотпад тука. 30 км е зелената оска, делот кој што треба да се покрие, во кој што треба да се развие инфраструктурата и овие 75% кои што се создаваат на оска Вегас Кавадарци, кои што нормално се создаваат дел од домакинствата и од деловниот сектор, наместо како загадувачи во моментов, да ги искористиме и од нив да правиме нешто друго. Нов мост во село Марена. Градоначалникот Митко Јанчев и председателот на Советот на општина Кавадарци доктор Стојан Чорамов извршија увид на локацијата во село Марена, каде наскоро ќе започне изградбата на нов мост преку реката Лудамара. Проектот е поддржан од Министерството за транспорт со 12 милиони денари. Новиот мост ќе има 2 коловозни ленти, тротоари од двете страни и вкупна ширина од 8,5 метри. Денеска сме на посета на мостот кој што ги поврзува село Сопот со село Марена. Овој мост токму на 1 јануари беше воведен во работа со вредност од 12 милиони денари од унгарскиот заем грант од владата за општина Кавадарци. Меѓутоа до денеска не е отпочнато со поактивни работи и ситуации поради големото ниво на самата река. Меѓутоа со доаѓањето на пролетта и со доаѓањето на летово, отприлика негде во месец јули ќе се отпочне со активна работа и очекуваме до месец октомври мостот да биде комплетно завршен. Станува збор за 20 метра должина мост и со ширина од околу 9 метри, со 2 коловозни ленти и 2 тротоари од двете страни, кои што ќе подобри и безбедноста, и фреквенцијата, и можноста за движење до самото село Сопот и дел од село Марена. Долго очекуван мост да се направи, пошто сегашниот мост е во една коловозна лента, без пешачки тротоари и во една завидна ситуација од самото изминато време кое што направи над 50 години. Општина Кавадарци заедно со владата и со Советот продолжува во делот на капиталните инвестиции и во делот на инфраструктурата, поготово од стратешко значење за сите периферски, меѓутоа и за урбани средини и за сите жители на општина Кавадарци. Како раководство, градоначалник, председател на Совет, ние активно ги следиме сите ситуации и работи и наша должност е да ги посетуваме објектите кои се веќе отпочнати и да ги информираме граѓаните за нивното завршување, за тоа што се што се работи во општина Кавадарци е во интерес на граѓаните и жителите на општина Кавадарци.
Ја зголемуваме безбедноста за жителите од село Сопот, од село Марена, воедно и цела општина Кавадарци. Еден мост кој е на забот на времето, што би рекле старите, во едно друго време, како што каже градоначалникот во минатиот век, нова комплетна реконструкција, благодарност до владата на премиерот Христијан Мицковски, заради тоа што ова беше од вториот повик на унгарскиот заем, проект на општина Кавадарци и заедно со тие 12 милиони денари во изработка на овој мост, жителите на село Сопот и село Марина ќе имат побезедно поврзување едни со други, затоа што сега имаме една коловозна лента со сообраќајни знаци, за едно возило па потоа за друго, во тој случај две коловозни ленти со тротоари од двете страни и се надевам дека како ќе се намали нивото на реката која поминува овде, ќе се овозможи во наредните 2 до 3 месеци да има еден функционален мост. Во една општина Кавадарци сите големи објекти кои беа на забот на времето изградени од минатиот век, полека му дојде времето и ги сменивме, тука ќе ги спомнам, иако можеби не е прилика овде затоа што се наоѓаме на друга локација, Пионерски, Младински, еве го мостот Сопот Марена, така да ние оставивме белег на нашето време, токму заради тоа што секоја генерација си го живее нивното, ние нашето, да направиме капитални објекти со кои ќе се гордеат наредните 3 до 4 декади нашите генерации, во основа тоа е тоа. Голема благодарност уште еднаш до владата, до премиерот, до Советот на општина Кавадарци и до градоначалникот кој заедно овој проект го изготвивме, се во интерес на заедницата, така да сметам дека за некој месец заедно овде ќе бидеме сите присутни на функционалноста на проектот кој ќе следи во идно време. 4 нови возила за Кавадаричката пошта. Кавадарци доби 4 нови службени возила за потребите на локалната подружница на Македонска пошта. Набавката е дел од процесот на модернизација на возниот парк и подобрување на поштенските услуги. На презентацијата присуствува генералниот и заменик генералниот директор на Македонска пошта, како и представници на подружницата. Особена чест ми е да бидам во Кавадарци во повод на доделувањето на возилата. Ние како менаџмент од Пошта на Северна Република Македонија одлучивме за подружница Кавадарци да доделиме 4 возила, со тоа што 2 веќе имат на располагање и со овие 4 ќе имат 6 севкупно и се надевам дека ќе ги извршат нивните работи на пошта со поефикасна и поефективна достава за граѓаните на Кавадарци и овој регион. Очекувам од директорот да покажува подобри резултати со подобрувањето на условите за пошта. До сега покажа добро раководење на подружница овдека во Кавадарци, но секогаш има простор за подобрување. Тука нема да застанеме со инвестициите, продолжуваме низ цела територија на Република Македонија да инвестираме. Следен чекор се инвестициите во објектите и во инфраструктура. Знаеме дека во изминатите години малце пошта беше остаена настрана, немаше инвестиции. Сега со новото раководство имаме план, имаме динамика на спроведување на тој план и се надевам за многу брзо и во Пошта Кавадарци и во другите помали единици што припаѓаат на подружницата Кавадарци, дека ќе има инвестиции и ќе бидат многу подобри условите за работените. Во новите вработувања ќе предвидиме и во делот на Кавадарци да имаме вработување, да го освежиме и делот на кадарот, што знаеме дека во пошта особено во тој дел имаме проблеми бидејќи просечната старост ни е 56-57 години и во тој дел треба да обрнеме внимание да го освежиме и тој дел на вработување. Накратко би сакал прво да се заблагодарам до оваа владина коалиција што ни овозможија после подолго време да набавиме нови возила за сите градови, за сите работни единици и во ова недела гледаме некако до крај на неделава да ги распоредиме. Значи возилата се Fiat Davlo, тие се најнов модел на возила од 2026 година. Опремени се со најсофистицирана опрема, прво за корисниците на возилата, односно за вработените, возачите кои што ќе ги користат тие возила. Условите за работа ќе им бидат сигурно подобрени 100% за разлика од досега.
Возилата се климатизирани, имаат собствена навигација, имаат значи сензори за паркирање, задни камери, нешто што во моментот би посакал да располага секој возач кога е на работна задача за достава на пратки. Во делот на техничката спецификација на возилото, односно во делот на товарниот дел на возилото, повеќе би се задржал во тоа дека возилото е соносиво со 750 кг, доволно за да може секојдневно да ги обавува своите работни обврски кон граѓаните, доволно да може да се испорачуваат сите пакети кои што сме согласно законот за поштенски услуги должни да ги испорачуваме до домовите на граѓаните. Исто така би напоменал дека воведуваме нешто ново, во товарниот дел на возилата ќе бидат поставени камери кои што ќе го следат значи приемот на самата пратка за секој граѓанин од пошта, нејзината достава и до конечната испорака на граѓаниот, што мислам дека тоа ќе донесе за поквалитетна, поуспешна и побрза достава до секој граѓанин. Уште еднаш ќе напомнам благодарност до владата на Република Македонија, голема благодарност до премиерот, вице-премиерот Александар Николовски, кои што возможија да дојдеме до скроз новен возен парк, што тоа не било со децении. Сакам да напоменем тука за Кавадарци, тоа исто и за сите подружници каде што одиме. Значи за прв пат доделуваме нови возила и во работните единици, еве како например што и работна единица Неготино. Тоа до сега не било, обично тие возила што се повлекувале од подружниците одели во работните единици. Да заклучам, значи од понеделник низ локалните, регионалните, магистралните автопатиштата на Република Македонија, Македонска пошта ќе биде застапена со скроз нов возен парк. Најпрво сакал да им се заблагодарам на нашите менаџери, тоа е на генералниот директор на Македонска пошта господинот Орхан Кутиши, на заменик генералниот директор на Македонска пошта господинот Николчо Угринов, на целиот менаџерски тим, на управниот одбор и на владата на Република Македонија. Ова од големо значење за нас како подружница и е историски чин. Ова работа што сега ја гледаме како можеби пред 15 години исто се случило и денес. Обновата на возниот парк за нас е од големо значење за подобрување на ефикасноста и ефективноста при доставата на пакети и пратки. Исто така и изголемуваме и безбедноста во сообраќајот со новите технологии и новите возила. Од тука останува нас посветено да ја завршуваме секоја работа и уште еднаш да се заблагодариме за оваа работа. Обновување на патната инфраструктура во Кавадарци. Во тек е обележување на хоризонталната сигнализација на улиците Западен булевар и Ѓоре Брушански, како и на паркингот кај булеварот Кочо Рацин. Паралелно започна и активности за крпење ударни дупки и санација на оштетување на градските улици и локалните патишта. Според локалната самоуправа, ќе бидат санирани околу 2100 метри квадратни коловозни површини. Голем пожар кај Возарци, спасени викендица и пчелни семејства. Територијалната противпожарна единица интервенираше до доцните ноќни часови при гаснење пожар во атарот на село Возарци. Огнената стихија зафати околу 30 хектари сува трева и ниска шума. Благодарение на навремената интервенција беа спасени една викендица и 20 до 30 пчелни семејства. Општите болници се меѓу приоритетите на владата, изјави министерот за здравство Азир Алиу. Тој најави засилени инвестиции и подобрување на условите во јавното здравство. Значи, општите болници ни се во фокус на оваа влада, заради тоа што ние сме свесни дека без регионализација на здравствениот систем нема да може да имаме терцијално здравство кое што ќе дава здравствени услуги и можности за нови протоколи во здравството. Веќе регионализацијата станува реалност, гледате дека во Струмица инвестирани се над 4,5 милиони евра во оваа зграда, која што ќе обслужи над 200.000 граѓани, не само од Струмица, туку и од општините кои гравитираат во овој дел. Тоа значи дека една од најмодерните регионални општи болници ќе биде во овој дел,
со услови во кои што пациентите ќе имаат услови компатибилни со европските услови во здравството, додека вработените во здравствениот систем ќе можат да работат во услови кои што ќе треба да нудат навремени и услуги кои што се во согласно со нашите протоколи. Понатаму продолжуваме со регионализација. Знаете дека владата веќе на последна фаза сме за Штип, Тетово и Кичево, кој што ќе се инвестира над 205 милиони евра и вака пополека ќе направиме мапирање на здравствениот систем во државата, која што регионализацијата ќе станува прва точка после примарното здравство за секој граѓанин, ќе има услуги и здравствени услуги побрзи до местото кај што живеат и услуги кои што ќе се пружат со квалитет кој што е препознаен во европски рамки. ВМРО ДПМН одбележува 36 години постоење. Под мотото Македонија забрзува, наша обврска, ВМРО ДПМН денеска одбележува 36 години од своето формирање. По тој повод, вечерва на стадионот Младост во Струмица ќе се одржи голем народен собир, на кој се очекува обраќање на председателот на партијата и премиер Христијан Мицкоски. Драги пријатели, пред 36 години беше создадена идеја која стана символ на борбата за слободна, независна и достоинствена Македонија. Идеја која ги обедини сите оние кои веруваат дека оваа држава има право на сопствен пат, на сопствен глас и на сопствена иднина. Денес, 36 години подоцна, го одбележуваме патот што заедно го изодевме. Сите предизвици што ги надминавме и сите победи кои ги остваривме како народ. Во овие 36 години имавме и тешки моменти и големи искушенија. Имаше периоди кога требаше да се брани државата, кога требаше да се зачуваат националните интереси и кога требаше да се покаже карактер и истреност. Државата кога беше одземена и требаше да стане повторно ваша. Секогаш кога било најтешко, силата доаѓала од народот, од граѓаните кои верувале во неа и кои никогаш не се откажале од неа. Денес гледаме напред. Денес зборуваме за развој, за економски раст, за нови инвестиции, за подобри плати, за модерна инфраструктура, за подобро образование, здравство и институции кои работат во служба на граѓаните. Зборуваме за држава која повторно се движи напред со самодоверба и со јасна визија. Затоа нашата порака е едноставна и силна. Македонија забрзува. Забрзува со нови проекти, со нови можности и со нова надеж. Забрзува затоа што после долг период на стагнација и разочарување, повторно се враќа чувството дека работите можат да се менуваат на подобро. На 17 јуни во Струмица ќе ја одбележиме историјата која не обврзува, но и нината која не повикува. Ќе испратиме порака на единство, заедништво и одлучност да продолжиме уште посилно по патот на промените. Ги повикувам сите членови, симпатизери, поддржувачи, сите граѓани кои веруваат во напредокот, во работата и во љубовта кон татковината, да ни се придружат на големиот народен собир на 17 јуни во 20 часот на стадионот Младост во Струмица. Заеднички да покажеме дека Македонија има сила, има енергија, има народ кој верува во својата еднина. Да покажеме дека кога сме обединети, можеме повеќе. Да покажеме дека најдоброто време за Македонија доправа доаѓа. За Македонија која забрзува. Наша е обврската. Ве очекувам во Струмица. Да живее ВМРО ДПМН, да живее Македонија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со пресконференција за поддршка на ранливите категории. Твоја држава, твоја шанса е мотото на денешната пресконференција на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, посветена на поддршката за ранливите категории граѓани, самохраните родители и жртвите на семејно насилство. Вистина е дека денес најтешко живеат граѓаните на кои државата треба да им биде најголема поддршка. Социјално ранливите граѓани, самохраните родители, лицата со инвалидитет и со ретки болести, работникот со најниска минимална плата, тие водат сами битката за достоинствен живот. Битката за своите деца, за покрив над глава, за сметки, за градинка, за училиште, за гола екзистенција. Вистина е дека самохраните родители се сами во борбата на своите деца и за екзистенција. Лицата со попреченост се соочуваат со бариери што институциите не ги отстрануваат.
Болните од ретки болести чекаат лекови што не им се навремено достапни. Жртвите на насилство и лицата со ментални потешкоти се без соодветна заштита и поддршка. Работниците создаваат вредност, придонесуваат во економијата, а за возврат добиваат ниски плати со кои не можат да врзат крај со крај во месецот. Вистината е дека власта денес нема ниту слух, ниту волја, ниту чувство за правда за најранливите категории на граѓани. СДСМ во платформата Твоја држава, твоја шанса нуди сојуз за достоинство, систем на вистинска, сеопфатна и активна поддршка на граѓаните на кои што им е најпотребна. Праведно е државата да застане зад самохраните родители. Предвидуваме државен додаток за домување, целосно покривање на трошоците за градинка и задолжително право на флексибилно работно време. Праведно трудот на работникот да биде ценет и награден. Затоа нашата мерка е минималната плата автоматски да се усогласува со трошоците за живот, инфлацијата и просечната плата. Ако растат цените, мора да растат и платите. Обезбедуваме навремена достапност на лекови за лицата со ретки болести преку посебен фонд. Здравјето на граѓанинот не сме да зависи од административни процедури или буџетски дупки. Предвидуваме национален план со кој сите јавни објекти ќе станат целосно пристапни за лицата со попреченост. Државата целосно ќе ги финансира ангажманот на лични и образовни асистенти за секое лице со попреченост да добие поддршка што му следува. За жртвите на семејно насилство обезбедуваме итно домување, бесплатна правна помош и посебен пакет за економско осамостојување. Предвидуваме и современи центри за лекување зависности и за ментално здравје. Државата е најсилна тогаш кога најсилно стои зад најранливите. Твоја држава, твоја шанса. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со критики кон владата за дата центрите. Од опозицијската Социјалдемократски сојуз на Македонија обвинуваат дека владата предводена од Христијан Мицкоски сака водата и електричната енергија на граѓаните да ги стави во функција на профитот на дата центрите. Од партијата побараа поголема транспарентност околу ваквите проекти. Мицкоски и ВМРО ОКГ сакаат да ги продадат водата и струјата на граѓаните за интереси на странски дата центри и собствени тендерски профити. Мицкоски и ВМРО ОКГ инсистираат на големи комерцијални дата центри во Македонија и покрај сериозните ризици кои ги носат овие проекти и покрај примерите од светот каде градовите и државите се откажуваат од нив. Мицкоски повторно гледа за себе си во големите тендери, во градежништвото, инфраструктурата и придружните услуги. Јавните ресурси се пренасочуваат кон приватни џебови, а граѓаните остануваат да плаќаат повисоки сметки. Иако дигиталната трансформација е важен приоритет, привлекувањето на хиперскала дата центри представува непропорционален стратешки ризик за нашата земја. Овие објекти трошат екстремни количини електрична енергија и чиста вода, додека економскиот поврат, вработување и даночни приходи е минимален. Еден голем дата центар троши меѓу 1 и 3 милиони литри питка вода дневно, колку што троши град со 15 до 30 илјади жители. Во услови на климатски промени, суши и воден стрес, ова директно ќе доведе до рестрикции за домаќинствата и земјоделството. Нашиот енергетски систем е веќе ранлив. ЕСАМ работи со загуби и застарена технологија. МЕПСО има проблеми со балансирањето поради соларниот бум, а ЕВАНА се соочува со раст на пазарните цени. Додавањето на масивни 24/7 потрошувачи ќе зголеми зависноста од увоз. Ќе ги покачи сметките за струја за граѓаните и ќе загрози стабилноста на мрежата. Вработувањето е исто така разочарувачко. Само 25 до 50 директни работни места по објект, со поголемиот дел од управувањето на ремоут.
Ова не е развој, туку создавање на изолирани острови кои црпат ресурси, а профитот го извезуваат надвор. Светот веќе реагира. Во Холандија Мета го откажа големиот проект во Zeewolde поради отпор од граѓани и фармери, заради огромна потрошувачка на енергија и влијание врз земјоделството. Во Ирска владата воведе мораториум на нови дата центри околу Даблин до 2028 година, бидејќи тие трошат над 20% од електричната енергија на земјата. Во САД, Аризона, Вирџинија, Мисури и останатите, десетици проекти во вредност од десетици милиарди долари се блокирани или откажани поради недостиг на вода, разна сметките за струја и уништување на локалната средина. СДСМ бара мораториум на изградба на нови комерцијални дата центри кои користат системи со испарување на вода. Доколку се дозволат помали проекти за државни потреби, инвеститорите да бидат законски обврзани на исклучиво воздушно ладење без потрошувачка на вода и сопствено производство на енергија со соларни паркови и батерии, без повлекување од националната мрежа. Јавно ги повикуваме Мицкоски и ВМРО ОКГ да ја прекинат оваа неодговорна политика и да ги стават интересите на граѓаните на прво место, наместо своите тендерски и провизиски интереси. А сега временската прогноза. Утре времето ќе биде променливо облачно и топло со сончеви периоди. Ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец, особено во источните делови на земјата. Утринските температури ќе се движат од 8 до 18 степени, а дневните од 28 до 34 степени Целзиусови. Почитувани гледачи, тоа беше се во овој централен дневник на КТВ телевизија. Ви благодарам што не следевте, имајте пријатна вечер.